Почитувани, се случува нов скандал, се случува нов бран на зараза од непотизам. Партиските вработувања кои што се случуваат во предизборијата откриваат фрапантни податоци за зараза од непотизам. Институциите се полнат со роднини, пријатели на функционери на СДСМ, додека квалитетните не добиваат шанса. Полнењето со нови вработувања во МЕПСО, во ЕЛЕМ, владините министри донесоа зараза од нов непотизам. Единствен критериум за вработување во Македонија е да бидеш во семејна релација со кланот на власт. Непотизмот е символот на работење на оваа власт во заминување. Почитувани, и Радмила Шекеринска е иста како и Мира Дизел, како и Кирацовски, Костелин Костадинов и редица други функционери уловени во скандалозни непотистички афери со семејни вработувања во државната администрација. Заразата од непотизам открива: прв братучет на Радмила Шекеринска е Никола Наумовски, шеф на кабинетот на Петре Шилегов, скопскиот градоначалник. Неговата сопруга е Сања Арсовска, сега прв синдикалец со културата. Катица Арсовска, мајката на снаата на Радмила, е директор, раководител на Агенцијата за вработување во Штип. До каде се стигнало, се се вработело и напикало на функција во администрацијата. Ако не може во Скопје, тогаш низ државата. Џабе беа метлите, џабе лагите, ниту се испита, ниту се презеде нешто за вработувањата во МНАВ или ЕЛЕМ, или сите институции каде што платите се неколкукратно поголеми од просечната. Затоа квалитетните се иселуваат, а децата на функционерите од власта се вдомуваат во државните јасли. Почитувани, Шекеринска, која што се фалеше дека ќе ја формираат најмалата влада во Република Македонија, остана докрај во најбројната влада на Република Македонија, влада на СДСМ, која што ја исцица економијата, ги скрати пензиите, за да си ги качат платите и да ја наполнат администрацијата. Почитувани, за 4 дена Зоран Заев си оди, на 12 април ќе замине сета оваа мрежа. Обновата ќе почне, а одговорност мора да има. Ви благодарам. Повелете со прашање. По вчерашната средба Мицковски Заев излезе со изјава дека ќе има дополнителни консултации поради тоа што кандидатот за технички министер за внатрешни работи е противуставен. Заев рече дека после тоа телефонски ќе се слушнат со Мицковски. Барам информација дали се слушнале и што разговарале. Видете, вистината зашто се оспорува предлогот за технички министер за внатрешни работи треба да се бара во истата причина зашто беа пуштени над 100 закони во собранието, повеќето за заштита на личните и на лукративните интереси на врхушката на власт. Поставувањето на врвен професионалец во начело во МВР, без ниту една дамка во кариерата, знаеме дека не е природна средина за челниците на оваа власт. Фактите говорат дека оние што се огрешиле кон законот се плашат од професионалец кој што би ги открил и ќе ги разобличи и ќе се бори со нив. Верувам дека СДСМ и Зоран Заев очекуваа решение за човек кој што ќе може да го земат за рака и да продолжат со нивните комбинации, но факт е дека со ваков предлог ВМРО ДПМН сака да направи дисконтинуитет во хаосот кој што го создадоа Зоран Заев и Оливер Спасовски. Многу поважно од она дали предлогот или решението ќе му се допадне на Зоран Заев е да се бори против криминалот и да служи на Република Македонија. Јасно е вашето прашање, меѓутоа голем број на луѓе, професионалци, се јави и изразија поддршка за предлогот. Тоа се храбри луѓе кои што исто така ќе бидат мобилизирани за да можат да го решат хаосот кој што го оставаат зад себе Спасовски и Зоран Заев, и затоа е толкавиот страв кај овие криминални структури. Ја повикуваме власта
да не ги одложува работите, да не го кочи професионалецот предлогот за МВР, бидејќи тоа нема да го одложи неговиот пораз, туку напротив, само ќе го зголеми. Рековте дека има голема поддршка од нели експерти, меѓутоа Од експерти, од храбри луѓе, од токму честни Гордана луѓе кои што Силјановска, која е да. ваш експерт, рече дека е предлогот противуставен. Заев Но- не рече дека не му се допаѓа, но рече дека е Но- противуставен. Ајде да Зошто цитираме до зошто крај, противуставен кандидат поставивте за Во моментов, тоа што е прв важно човек на МВР? е да се избере човек кој што ќе стави крај и ќе го прекине оној хаос кој што го создадоа Оливер Спасовски и Зоран Заев во МВР и што ќе биде гарант за фери демократски избори во Република Македонија. Ако веќе цитирате експерти, цитирајте ги до крај, а тоа е дека преседани веќе се направени. Од техничкиот дел. Повелете. Има разговори од кој тип и до кога чекате одговорот Заев дали е одбиен или не е одбиен и евентуално ако го одбие како вие ќе постапите? Дали ќе дадете нов предлог или тоа значи дека дефинитивно се повикувате од Видете, пред малку реков дека ја повикуваме власта да не ги одложува работите, да не ги кочи професионалец, човек кој што треба да влезе во МВР, бидејќи со тоа нема да се одложат изборите, нема да се одложи изборниот пораз, напротив, само ќе го засили изборниот пораз кај СДСМ. технички како ќе се одвива? Технички, колку што и изјави и председателот Христијан Мицкоски, консултациите траат, тука е недела, еве цел ден денеска, понеделник, така што Се слушнале ли во меѓувреме? Тоа е поентата на прашањето. поентата на прашањето, да, може би се слушнаа, може би и не, оставаме да во текот на денот, кога ќе имаме конкретни резултати, да соопштиме. И може да ни кажете кој тоа го оспори дека е професионалец предлогот? Молам? Имаше оспорување на професионалност. Може да ни кажете кој го оспори дека е професионалец предлогот? Не, никој не вели дека го оспорил професионалец, но самото тоа што е он човекот предлогот професионалец ги плаши оние структури кои што се во Не, поентата е, никој не оспорува дека е професионалец. Значи, од ова, никој не го оспорува тоа. Меѓутоа, оспорувањето е поврзано со толкувањето на членот 97 од Уставот. Другите представници кои кажувате, значи до сега немало министер во Министерството за внатрешни работи кој бил офицер претходно во армата. Значи прво нема. Така видите, нема да навлегувам во уставни толкувања. Се работи за да, повелете. Вие дека имало преседание. Така. Тоа и вториот преседан што споменува е заменик министерот за одбрана Беки Максути, кој е поставен во 2016 исто во време на владењето на ВМРО ДПМН. Зошто тогаш не е покрената таква постапка, аз сега се чекал. Може да ни кажете прво кој го Веднаш ќе ви исправам. Прво, не велам јас дека постоеле преседани. Тоа беше само продолжеток на цитатот кој што беше изваден од професорката Силјановска, така? Така, апсолутно ако гледаме според тие изјави, апсолутно дека нема пречка, не би требало да има пречка и сега да биде направен таков преседан, особено што се работи за технички министер кој што треба да даде една регуларност во изборниот процес. Значи прифаќате дека ова е преседан. Ќе представува преседан. Видете, нема да влезам во уставни толкувања. Поставен е предлог, тоа што бараме и тоа што повикуваме е да не се одложуваат работите, да не се кочи професионалец предлог кој што би требало да влезе на местото технички министер во Министерството за внатрешни работи, бидејќи со тоа нема да се постигне ефектот кој што сака да го направи Зоран Заев, односно решение за кое што мислат дека ќе може да го земат за раце, како што напоменав претходно, туку напротив, само ќе го зголеми поразот на СДСМ и Зоран Заев. Барите она што пропишува Уставот. Велите не сакам да толкувам Устав. Јас не сакам да толкувам Устав. Има ли име предлог за вториот министер за труд и социјална Не, нема се уште нема да шпекулирам со имиња, кога ќе биде финалното ќе соопштиме. Власта изгледа се откажа од измените во изборен законник и една изборна единица, што ќе се случува со другите
Закон за одбрана и закон за јавното обвинителство. Познати се и двата става и за законот за одбрана и за законот за јавно обвинителство. Фактички тоа е законот кој што би требало да се исполнат принципите кои што се дел од НАТО во законот за одбрана, чинам, нели? Во тој предлог текст има и делови кои што воопшто не се дел од оние принципи кои што треба да бидат усогласени за членство во НАТО. Така што апсолутно и тоа е елаборирано помеѓу двете страни. Други прашања имате? Во врска со темата, Да, повелете. нешто на предвидението на формулирането на работата кога кога веќе зборувате за непотизам, откривате се тоа е во ред. Еве, под предпоставка вие сте убедени дека ќе дојдете на власт. Што со непотизмот? Како ќе го спречите? Се знае кој би требало да добие шанса, се знае како се добива вработување, се знае дека треба да се исполнат определени критериуми, а членството во политичка партија не би требало да биде главен критериум, ниту да бидеш дел од семејството на некој од кланот на власт за да се добие работа. Се знае како би требало да се вреднува она што значи знаење и умешност за да се добие работа. Ако ме разбирате. Треба само да се почитуваат законите, треба да се почитува она што се норми за да може да ги спречиме и исилувањето и белата чума и се она што е зафати Македонија. Како што знаете, фрапантни се бројките на оние што професионалци кои што се иселуваат само заради и овој дел од делувањето на СДСМ. Тоа е непотизмот, а тоа е вработувањето на своји партиски активисти и своји познати вака звучни презимиња на определени места каде што платите се енормно поголеми од просечната. Ви благодарам.